Војната на Блискиот Исток не влијае само на цените на горивата и производите, туку и на туризмот. Стравот од проектили и ширење на конфликтот влијае врз плановите за летување на повеќето македонски граѓани. Војната создава чувство на несигурност кај поголемиот дел од нив, а близината на конфликтот е доволна за многумина да се двоумат дали да уплатат и патуваат до познатите дестинации како Турција, Кипар и Египет. Дали годинава планирате патување до Турција, Кипар, Египет? Не. Не? Зашто? Што влијае на вашата одлука? Па, веројатно моментална ситуација со војните. Па, нормално дека да, страфни. Како што е, не планираме. Посебно за Кипар. Па, нормално требаше за Сараево да одиме, откажавме, пошто не ни се оди. Ситуација е за дома да си седиш. Па искрено да, малце ми е страв да патувам со оглед на ситуацијата во моментов, така да не би патувала баш овој период конкретно. Ништо не влијае за ситуацијата, е страшна како за мене, така и за сите. Просто не ми се интересни како дестинации. Па знаете како е, можеби оние што случување што се тековни, меѓутоа можеби финансискиот дел. Па Турција и Кипар не баш, бидејќи со војната не е баш сигурно, али до Грција. Сепак граѓаните не се откажуваат од нивниот летен одмор, но внимателно ги бираат дестинациите. Како опции ги споменуваат Грција, Шпанија, Црна Гора или Хрватска, каде што гледаат по голема сигурност. Па веќе кога би планирало летување подалеку од регионот, секако би можело да биде Шпанија, можеби во Франција, некаде во Западна Европа. Најверојатно Италија. Да биде убаво, мирно и секој убаво да се победи. Можеби Србија негде од околните држави што не излегуваат на море баш. Па Египет секако не би одела, ниту Кипар. Најчесто си одам во Грција или во западните европски земји. Црна Гора, Италија, Грција. Иако туристичките аранжмани кои ги нудат агенциите во Турција, Кипар и Египет функционираат нормално и нема официјални забрани или ограничувања, сепак граѓаните се предпазливи. Од туристичките агенции пак уверуваат дека турите се реализираат без никакви проблеми и нема простор за паника. Сепак во разговор со дел од туристичките работници, тие признаваат дека кај овие дестинации има пад на интересот, посебно во овој период на попусти за рани уплати.